Добар ден и добре дојдовте во петочното издание на Аргумент Плюс, во кое ќе разговараме на актуелни ракометни теми. Наш гостин во студиото е респектабилниот ракометен аналитичар и поранешен репрезентативец на Македонија, Горан Ѓоргоновски. Горане, добре дојде. Добар ден или добро вечер, Зоки. Борец. Ти благодарам многу на поканата. Не знам дали прв пат во студиото. Во студиово, да, прв пат не во телевизијата, бев кај Јана, мислам, пред многу години. Ама во студиово, да, прв пат, драго ми е што ќе збориме за ракомет. Се надевам дека. Да. Добро, ќе бидам интерес. се чувствуваш. Да, супер, фала ти многу. Имаме неколку актуелни теми. Најпрвен ќе се осврнеме на последните две кола од квалификациите и деветиот, поточно вкупно деветиот пласман на машката ракометна репрезентација, 8 во низа во завршниците на континенталните шампионати. Извојувавме две победи, убедлива против Естонија, па може да се каже и против Литванија, иако лошо почнавме, но еве ти давам збор. Така. Прво, ајде, добро вечер уште еднаш или добар ден. Најважно е дека Македонија е на европско првенство во одбрано друштво, иако, ајде да кажам и на јавноста, може јас знам многу често да кажам, нели ние сме јавност, сите ние разгалени малку со ракометот, затоа што постигнуваме во серија добри резултати, не само на репрезентативно ниво и на клубско ниво, и претходно Металург и Вардар, па и Пелистер, игра Лига шампиони, играме во Европа, и Велка Луите во финале, сега на еден европски куп, така да може би мојот печаток е дека јавноста тоа го прима, што викаме ние народски здраво за готово, но не е така. Видовме вчера во Хернин кој се е таму и дека тоа е исклучително силно надпреварување, особено европското првенство. Сега самите квалификации ти спомна за последните два надпревари. Јас ќе се вратам малку порано на она што кога почнаа квалификациите. Претпоставувам за ризикот со кој отидовме во Литванија. Без добро, не само за тоа, него ние нели се пласираме на светско првенство против Фарски острови, тој двобој кој што беше исклучително неизвесен и тензичен, да речам. После таа игра во Фарски дојдовме во ситуација да одиграме одличен надпревар во Скопје, после кој знае кој пат покажавме дека кога е тешко знаеме да одиграме, и тоа некако ни даде на сите нас за право да размислуваме со таа група кај што е Словенија, која што е сериозна репрезентација во топ 10, но и две селекции кои што не виделе голем настани за нас се во моментов и не во моментов, него години наназад можеме да ги кажеме благи аутсайдери. Нели го зедовме тоа во ситуација дека европско првенство, особено и што и 3-4 трето пласирани ќе се пласираат, некако по мене го зедовме некако лежерно, и тоа нели и дури селекторот кој што е исклучително секогаш внимателен, некако добив печаток дека ние имаме мнение дека сите дека веќе сме на европско првенство. Тоа не донесе во ситуација да ние нели по она неубедлива победа дома со Естонија, отидовме во Литванија и таму загубивме надпревар кој што не го загубивме на начин на кој што го добивме овде во Скопје, ама сепак го загубивме и се донесовме во ситуација да чекаме исход од двомет со Словенија, што не е добро за нас, и на крајот да стрепиме Литванија со трет. Така, значи се донесовме во ситуација да не зависиме и од самите себе си. Но од ова се што може да се извлече, нормално тука се случи, нели во моментите кога беше Словенија се случи и Кочани, знаеме, па нашиот еден од најдобрите наши играчи Марко Митев се здоби со тешка повреда, па подосна Игор Ѓорѓиев. Да, Игор Ѓорѓиев. Она што беше заедничко за првиот дел од квалификациите од зборам пред новата година, што ние немавме голмани на тие надпревар, условно кажано немавме голмани, значи слабо бранеа голманите и во Скопје и во Литванија, и она што беше во тој момент, ајде да стрчеше, што ние го немавме Никола Митрески, во момент кога Томовски се уште се прилагодуваше во Бундеслигата, а Кизич и Галевски не одговорија во тој момент адекватно на предизвикот. Така да се донесоме во таа ситуација, без разлика на што дојдоа клучните дуели кои што нели се финиш на квалификациите. Во таква ситуација Македонија
кај што е неспорен квалитетот, имаше феноменален пристап во Естонија и во ниеден момент не донесе во прашање дали ние можеме или не можеме. Претходно кажа и ти, Словенија ние заврши работата, што требаше, и тоа покажува како ние треба да се однесуваме и како спорт и како држава, дека со некој рейтинг што си го стекнал нема калкулација. Така беше Словенија и тоа навистина беше нормално, ни беше драго затоа што ни одеше во прилог. И на крај дојде Литванија, во која што самиот натпревар имаше специјално бреме на себе, затоа што мораше да се добие, не се поставува прашање дали ние севкупно сме квалитетни, го немаме Митев, го немаме и да речам вториот среден бек Ѓорџиев, иако тука нема прв втор, и сме во ситуација кај што мораме да добиеме. Почнавме како што почнавме, но најважно е како завршивме. Пак ќе се повторам и еден дел од мојата колумна, овај национален тим низ годините, без разлика кој бил внатре, дали генерацијата на Лазаров па и ова нова генерација, покажа уште еднаш дека е локомотива за многу други спортови и треба да се огледуваат и другите спортови, како треба да се гине за држава, како треба да се бориме, и дека кога сме ставени во чош према зид, ние одговоривме сериозно, квалитетно и го декласиравме противникот. Томовски ја потврди формата од Бундеслигата, каде што блеска во последно време, а пред малку рече, видовме дека и без Митев и без Ѓорѓиев, дали тоа значи дека го добивме Мартин Ивановски? Па да, видете, ова Мартин Ивановски е една интересна приказна, многу убава, поучна приказна за ракометарите кои што доаѓаат младите. Значи, него ова што му се случува последните 3 месеци, верувам дека ни во најубавиот сон не го сонувал. Значи, знаеме, играше во првата лига во Битола, од декември, од јануари во Алкалоид, и покрај тоа што доби, условно кажам, силом прилике да игра во Алкалоид, се отвори простор да игра. Мартин одговори добро и сега ние до каде може доди во смисла дали може да биде стандарден во тие 16, ќе видиме, секако дека покажа во однос на искуството негово, покажа доста и коректно и повеќе од коректно ги покри позициите кои што беа дефицитарни, и во крајен случај го зголеми ростерот и главоболките на селектор Лазаров во однос на она што следува во јануари, како да одлучува, затоа што знаеме, тие се 16 во состав, 18 на европско, 19 во крајен случај, но во секој случај Македонија доби уште еден тип на играч кој што можам да кажам во моментов е мејнстрим во ракометот. Значи од типот на оние играчи кои што играат и во Магдебург и во други клубови, тие се играчи кои што значи нели имаат одличен преглед на игра, одлична дуел игра, брз има трансформација, така да драго ми е за Мартин, затоа што долго време ја чекаше, ја бараше шансата, и еве, пак ќе кажам, она што е најважно, ростерот ќе се расшири за уште еден играч, можеби двајца, зборам на селекцијата, а од друга страна пораката према оние млади играчи кои што во еден момент можеби не веруваат дека ќе дојде нивната шанса, затоа што Мартин е 2001 година, да се разбереме, не е 2004-2005, но ете, работел, чекал шанса, влезе и сега е тука и треба само да продолжи, да го ужива моментот, но и да продолжи да работи. А за Томовски не сакам да останам покус, затоа што навистина се работи за прекрасно момче, воспитано, кое што во даден момент имаше да речам криза во однос на тоа смени средина, прилагодување во Бундеслига, и во тој момент нели беше повикан за репрезентација. Се случи тоа што се случи, но комуницирајќи со него знаев дека тој беше сигурен дека кога тога ќе дојде, и еве дојде. Исто така ми е многу драго што беше и во избор на колото, што одговори феноменално на зададените задачи. Истекува 10 минути за овој прв сегмент. Мораме да бидеме дисциплинирани, бидејќи почитувани гледачи со ваков благороден соговорник, 30 минути колку што е терминот на емисијата е малку, но ќе се обидеме се да стигнеме.
Вчера во данскиот град Хернинг се одржа ждрепката за составот на групите на 17-тото Европско првенство. Македонија се најде во групата Б заедно со актуелниот светски првак Данска и ко домаќин на шампионатот, потоа селекцијата на Португалија и Романија. Па еве од прва рака да ги слушнеме согледувањата и мислењата на Ѓоргановски. Јас спомнав на почеток. Само да се извинувам, дали еве како поранешен ракометар, веројатно ќе се согласиш, стартуваме со Данска на 16 јануари, можеби е и најдобро да стартуваме токму со светскиот првак поради онаа почетна трема и адаптирање на арената во Хернинг. Апсолутно. Ако грешам, добро, од аспект на надпревари резултат со нив било кога да играш во текот на првенството, веројатно е епилогот, иако не е спортски да се размислува така, но сме зборували и во други прилики дека во моментов има некои селекции во светов, а тоа се може би 2 или 3 максимум, против кого е исклучително тешко да се игра. Но да не заборавиме, ги добивме 2021. Последниот пораз на Данска на официјални надпревари. Тука, да. Така, значи затоа викам, сега го спомнавте вие селекторот. Селекторот е играч кој што нели играл на сериозно високо ниво и еден од најдобрите што ги имал светот во историјата на негова позиција. И тој сигурно дека не размислува како сите нас во однос на Данска, но ќе се вратам сега на почетокот само 2 реченици дека спомнав дека таму кај што беше вчера ждрепката видовме кои се е таму. Значи на Европско првенство треба навистина некоја луда среќа да се има, да се добие група која што би била, да кажеме, за нас поволна како Македонија. Така да ова група е за мене нешто што е нормално да го извлечеме, нели од втор шешир се сите топ 2-13 репрезентации, дали ќе биде Португалија, дали ќе биде Словенија, дали ќе биде Хрватска, значи тие се репрезентациите што нас можат да ни паднат или други што се од на тоа ниво. Од друга страна, само да подсетиме, значи пласман во главната рунда за разлика од квалификациите, каде што одеа и 4 трето пласирани во завршницата, овој пат во главната рунда на првенството ќе се пласираат само двете најдобри од 6 групи. Затоа и ги спомнувам тие 2 селекции, дека ние треба да бидеме подобри од нив за да се пласираме. Португалија е, значи, десетина години е во сериозен подем, она што нас не ни оди во прилог, што е исклучително млада репрезентација, да кажам, значи не е репрезентација која што го достигнала зенитот, значи браќата Кошта, Салвадор и така натаму се играчи кои што немаат се уште повеќе од 23 години, значи тие, ако гледаме по некоја логика на спортот, треба да бидат наредната година подобри од овај светско кое што измина, но од друга страна Македонија па покажа на светското со репрезентација од таков ранг, како што е Унгарија, како што е Холандија, дека ние може да играме и дека, како што каже и селекторот на португалците, не го гледам како флоскула тоа, дека ако има Македонија добар ден, ние ќе имаме сериозни проблеми, кажано се парафразирам, значи од тој аспект, така да ако ова ждрепка беше на 5 февруари, после онај настап и еуфорија која што имавме, ние со други очи ќе гледавме. Сега гледаме со други очи, но пак ќе кажам, се ова ќе спласне, има доста време, ние треба да го чекаме Марко Митев да се опорави, се надеваме дека декември месец ќе биде во ред, затоа што ни е потребен, за Георгиев не сакам да размислувам, сигурно ќе се опорави, сигурно дека и нашите играчи ќе бидат подобри овај следниот јануари од овај претходно, затоа што имаме исклучително исто така доста млади, имаме некои искусни, но веќе ги заменуваме полека, пред се тука мислам на Пешевски, Митрески и Никола Марковски, кои што имаме достојни замени, значи Милан Лазарески е веќе сериозна замена на таа позиција, го спомнавме Томовски, надоаѓа и Кизич и Галевски, па и на другите голмани да не им ја земаме можноста, така да од тој аспект и Македонија, нели ние цело време го спомнувавме тоа и за во текот на светското, а и после тоа дека го чекаме зенитот наредни 2 години, еве таа година кај што можеби треба да бидиме блиску за наредното светско веќе да очекуваме нешто, ајде да кажам, големо за наши услови. Романија се враќа на европската сцена, некогашниот светски шампион пред повеќе од 2 децении чинам, и
ова прашање секако е за пред стартот на шампионатот. Има уште сигурно не се знае ни во но сепак еве ме интересира. Видете, Романија Гордоновски би бил на клупата. Каде ќе ја бараме? Мислам, знаеме дека ќе ја бараме со Португалија и Романија, но како? Има ли начин, еве? Видете, Романија, ако можам сега така да се изразам на телевизија, значи години наназад една губитничка селекција, тоа го покажуваат и резултатите, за разлика од женскиот национален тим, многу вложуваат во ракометот. Вие имате сега еден Динамо Букурешт, кој што е, можам да кажам, некаков пандан на она што Вардар беше пред 5-6-7 години во Македонија, значи купувајќи исклучително скапи играчи, вложувајќи, сака да игра во Лига Шампиони, сака да оди и понатаму, и е тој некоја локомотива на романскиот ракомет во моментов. Тие почнаа и да натурализираат играчи на дефицитарни позиции. Она што секако дека Македонија, мислам додека е Лазаров, а истото важи за Алкалоид како клуб, мислам дека ние нема да отстапиме од она што го играме, без разлика со кого играме. Тоа е мојот впечаток. Значи, Македонија ќе игра исклучително брзо, ќе бара шанса во транзиција, ќе бара шанса во агресивна зона, во подлабока зона на крајните позиции, да го донесе противникот да греши повеќе, да нема добар залет, да нема добар проток на топка, и во таква ситуација ние мора да постигнеме, а секогаш викам 8-9 условно кажано лесни погодоци, ако сакаме да очекуваме да ние имаме партија која што ќе ни донесе бодови. Пак ќе кажам непознаница Марко Митев, сега го заменивме, но на едно турнирско надпреварување мислам дека дечкото тешко дека ќе му најдеме замена. Еве дај Боже да грешиме, но мислам дека ќе мора да го имаме него, и нормално до јануари имаме уште пола сезона наредна, не знаеме кој ќе биде здрав, не знаеме во каква форма. Видовме што се случува со Томовски кога ќе смени средина. Нас најголема опасност може да ни биде ако Филип Кузмановски смени средина сега. Ние знаеме Битола кога дојде тој минатиот декември и овој Кузмановски значи голема разлика. Што ако Кузмановски ја напушти Битола и се одлучи за некој клуб кај што повторно нема да има ни доволна минутажа, а и ни доволна слобода. Така да многу е рано да збориме, а Португалија е навистина незгодна. Португалија е многу не е висока многу е цврста во одбрана, има 3-4 пивоти кои што се сериозно силни, има одлично потентни млади играчи во браќа Кошта, значи европски, има играчи кои што играат во сериозни лиги, но и нивните клубови играат веќе значајни улоги во европските надпреварувања. И навистина ќе биде многу тешко против тој систем да играме. Викам, ќе биде тешко затоа што нас Унгарија како противник многу повеќе ни лежи со тешки бекови, од кои сме побрзи во транзиција, но и сме побрзи во поставување на зона, значи не им дозволуваме на Анчин, Бодо и така натаму, не им дозволувавме да се замавнат. Ова е една друг тип, многу поблиска до нас. Така да, не дека сега некој треба да се плаши од Португалија. Последно кога ние игравме против нив 2 надпревари во квалификации, загубивме и во Скопје и таму, но таа беше друга Македонија, ова е друга Македонија, многу подобра од тогаш, така да спортски е да се надеваме, и пак ќе кажам, ние мора да научиме дека одиме на европско пред се, значи да тие ќе ја представа државата во најдобро светло, тоа сум сигурен, а резултатите секако дека се важни, никој не оди да губи на европско, но не треба да ги земаме како некој камен на сопнување дека од таму крајот е, или не знам ќе заврши со тоа ракометот, ни почнал, ни ќе заврши. Да резимирам за овој сегмент од ова што го зборуваше, патот до големите успеси. Видите, Романија е важна во оваа констелација, затоа што знаеме дека тоа трето место не носи во друга ситуација за значи наредни квалификации, баражи и така натаму. Но збориме сега веќе и за некаков премин понатаму. Почнав, значи, споредбено ете и со останатите спортови, конкретно еве тенисот. Од 100-то место на АТП листа, за да стигне у топ 10, мора да го земе скалпот на водечките. Еве, тоа истото важи и за Македонија во случај. Ако веќе со Данска, јасно е дека
сме аутсайдери, Многу тешко, но така е. за да се стигне до еден голем успех, може и Мораме, јас пак ќе кажам, оваа репрезентација има сериозно победнички менталитет не од сега, тоа е од 2012, 10, 12, кај што покажала и кога е во мака дека може да изреагира, што не беше својствено кога ние растевме, нели, кога се создаваше државата и бевме ние сите во ситуација, нели, дека тоа е Македонија, ние сме македонче, овие се атипични, зборам овие за нашата национален тим, ајде ќе се ставам и јас себе си, ќе си земам право, ние сме атипични како спорт за ова Македонија и треба да се следи тој пример. Одиме на третиот сегмент. Ракометарите на Алкалоид во недела од 18 часот му гостуваат на АЕК во Атина во првиот финален надпревар од Европскиот куп на ЕХФ. Ѓоргоновски, за овие неколку години постоење, играње во Европската лига, освоен купот на Македонија, а сега дури едно финале, па макар да тоа било третото по ранг европско клупско надпреварување, ми се чини остварување за респект. Апсолутно, значи без разлика ние видовме во финишот какви екипи имаше, значи беше тука и Рунар и Олимпијакос, еве го сега АЕК, колку и да доаѓаат од земја која што може би нема таква традиција како што имаше поранешна Југославија или еве Македонија како дел од таа држава. Јас ќе се вратам на она што како клучен потек го направи Алкалоид како клуб, а тоа е како второпласиран, тој се одреди да не учествува во Европската лига, затоа што ќе требаше да игра квалификации, нешто слично како што играше Вардар пред 2 години со Рејне Карловен, и тоа беше ризик да не поминат квалификации и да останат како клуб, а особено како играчи македонски, без европски надпревари. Тоа беше мудар потек на клубот да игра во ова надпреварување, овозможувајќи сега јас како статистика немам сигурно 14 надпревари во Европа. Може и ако имате информации да ме коригирате. Значи, еве, доста надпревари, знаеме дека ростерот од 18 играчи, 16 се македонци, значи се доби искуство во ова надпреварување, европски надпревар, без разлика против кого играте. И еве после нова година веќе противниците кои што ги елиминира Алкалоид, после Ново Норвешка видовме со сите проблеми, со густ распоред на првенство, дојде во ситуација со лош старт на надпревар, кај што реално ретко кој очекуваше после -5, значи анулирани за само 8 минути, Алкалоид повторно идентично како македонскиот национален тим да дојде во ситуација и да се пласира во финалето. Дамјан одигра и за клубот и за својот брат. И Дамјан и Мартин, особено во ситуација кога странците во Норвешка, значи единствените странски играчи не беа на нивото, значи буквално кога најискусните како Серафимов во ситуација кога да речеме грешеше или не играше во тој момент како што треба, оние што од кои што најмалку можеби очекувавме ние, а не тренерот, го понесоа товарот и тие се сега во финале, во едно големо финале, како што слушаме ќе се игра во голема сала од 9000 луѓе, 9000 седишта. АЕК е спортско друштво, сериозно. Ќе прекинам, ќе ми извиниш, токму сакав за да префрлиме топката за споредба за АЕК. Значи, формирани 2005 година како секција на спортското друштво. Првата титула ја освојува 2011. 2018-та финале на Челендж купот и 2021 сегашен Европски куп на ЕХФ го освоија, совладувајќи го Истат во Шведска во финалето. Еве сега уште едно финале. Сакав една споредба, значи они по 5 години освоиле титула, Алкалоид постои 4 или не знам сега да не 3 или 4. Четврта година има.
Мислам дека четврта сезона. И еве нешто повеќе за составот. Не знам дали имаше прилика да погледнеш некој надпревар, еден интернационален состав со португалци, буквално обединети нации во мало со тренер французин, имаат дузина французи, имаат португалци, меѓу кои најзвучно име е Дуарте, несудениот вардарец, мислам дека минатата година или ова година беше за збор, беше пред вратите на, значи Дуарте е португалски репрезентативец со искуство од Барселона, Монпелие и Бундеслига и така натаму, значи квалитетен играч. Имаме уште еден, да кажеме, бек за гледачите. Така, лев бек. Тука и Вилсон, може познат на нашата јавност од настапите во Битола, и мислам дека Матич, тој е Матич или средниот бек Марио Матич, инаку норвешки. Тој е мозокот на тимот, од него тргнува се еден профил на играч, може би сличен како нашите средни бекови, кои што се условно кажано многу досадни, многу од нив се чека да проиграат пивот, од нив се чека да создадат ситуација за бековите и левиот и десниот. Пак ќе кажам, од она што го гледав, значи ако треба сега да направиме некаква компарација меѓу двата тима, ова е поискусен состав од нас, а ек има повозрасен и поискусен состав од нас. Во прилог на тоа па ние Јан Генти, французин, има 43 години. Поранешен член на ПСЖ. Јас па во тоа што тие имаат доста црномурести играчи, доста французи, доста па и африканци, можам да кажам. Има неколку африкански играчи од црниот континент. Јас тука го гледам дека Лазаров ќе биде со Лазаров ќе бидеме во сериозна тактичка предност. Тоа е мое мислење, и она што секако треба да имаме предност, тоа би требало да биде транзицијата и трчањето, не како директна контра, тие имаат леви крила, лево и десно крило кои што се исклучително брзи, но како директни контри. Од втор бран, што се вика, ние треба да бидеме поквалитетни од нив, затоа што наш не баре целокупната екипа ние транзицијски квалитетна. Се надевам победникот се вкупен во двомечот ќе го решаваме во Скопје. Па видете, Алкалоид покажа дека не мари од тоа каде игра, дали на гост или ова, особено Лазаров воопшто не му прави работа каде игра, тој верувам дека и во недела ќе оди на победа таму, и повторно ќе биде ситуација дека тоа ништо нема да реши додека не заврши над преварот. Јас само се надевам дека Борис Трајковски ќе биде полна од аспект на ракомет, од аспект на промоција на ракометот, затоа што тоа ни треба. Се надевам дека македонскиот фан, значи ракометните влюбеници, дека ќе го испочитуваат се ова што го направил Алкалоид годинава, и дека ќе дојдат да проследат квалитетен надпревар во една атмосфера која што ќе биде малку поразлична од она што го знаеме во Битола и во Јане, секако, затоа што тие имаат доминантно сериозна традиција и публика која што е сериозна врзана за нивните брендови, а и се, да кажам, како спортски друштва, иако не се поврзани, влечат фудбалски навивачи, кажани по мој речник. Овде треба да имаме една публика која што е во создавање, значи едни фанови кои што се, ајде да не кажам неутрални, него едноставно влюбеници во македонскиот ракомет општо, и се надевам дека во таква ситуација ние ќе ја наполниме Борис Трајковски, ќе допринесеме, затоа што јас од она што го видов, АЕК има бучна публика, ќе биде сигурно, особено што доаѓа од земја која што не е баш омилена, таму ќе биде доста бучно, но на крајот од денот Алкалоид и во Битола и во Јане кога игра се состанува со таква публика. Не би требало да има проблем со тоа, ќе игра своја игра, да не заборавиме тука колку и да изгледа како флоскула, голманите сериозно ќе решаваат во овој двомеч како и секогаш. Ако имаме поддршка ние од голмани, таму може да има и 20.000 на трибини, значи не ни брка работа. Очекувам тактички да бидеме поквалитетни од нив, да бидеме подисциплинирани од нив, затоа што како структура на играчи не очекувам да бидат дисциплинирани ниту грците, ниту африканците, ниту французите, зборам во однос на нашиот менталитет и во однос на она што Алкалоид го игра, значи многу што се вика топката под дрес-ставање, значи да не се дава по никоја цена, да се оди на условно кажано сигурен гол, а во одбрана да пробаме да ги спречиме оние шутери кои што ги имаат тие. Се надевам дека
ќе се остварат и нашите желби на целокупната македонска јавност, Алкалоид да го освои трофеот. И последното прашање со кое ќе те изненадам, може си и неподготвен, ама ќе те замолам во минута и пол. Ракомет за секое дете. Ти си главен носител на тој проект, па еве на брзина и информација и за младата популација која го сака овој спорт. Добро, Ракомет за секое дете е проект составен од 3 сегменти, значи школи за ракомет за деца од 6 до 12 години, јуниор куп, турниски систем на надпревари на мини ракомет и ракометниот камп кој што се е тоа во насока на анимирање на најмалите, внесување во сала, она што е потешко задажување во сала и како крајно се профилиравме последниве 2 години да сме некаков расадник на фиданки, кој што на клубовите во Скопје и во Велес ќе го ползуваат, односно ќе регрутираме деца кои што ќе одат во пионерските селекции, во скопските и во велешките екипи. Драго ни е за тоа, немаме никаков проблем. Ние сакаме да продолжат децата, се бориме секој ден се понапорно. Пак ќе кажам, вие спомнавте, јас сум главен или неглавен, ние сме сериозна екипа, ние имаме сериозни тренери во школата кои што се сериозно поставени и на кампот во Охрид, така да се бориме со нови технологии, се бориме со нов мајндсет на децата да ги задржиме во спортот. Колку од нив ќе играат ракомет сериозен, Боже мој, колку им дал Господ, колку се вложиле, колку имале среќа на крајот од денот, и тоа не е најважното, најважно е да бидат во спортот во одреден период кога треба да ги добијат придобивките од истиот. Се надевам и ти посакувам ти благодарам многу на последното успех. прашање. Влеговме во судиското продолжение. Почитувани гледачи, тука е крајот на петочниот Аргумент Плюс. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Задоволството е и наше.